Беше тоа на 25. август 1897 година, кога во атарот на селото Дедино Радовишко, раководителот на револуционерната организација од Радовиш, учителот Тодор Станков, заедно со селската полиција убија двајца турци колџии, а главаторот на колџиите, злогласниот Агато, ранет успеал да избега и да ги извести властите. Уште истиот ден Дедино било блокирано од турците, а селаните подложени на мачење. При тоа во селото беше откриено и оружје и муниција, беа затворени 123 селани од Дедино и 4 од селото Ињево, кои беа однесени во скопскиот затвор Куршумлијан, каде што беа испитувани и осудени заедно со затворениците од Виничката афера. Овој настан беше познат и како Дединската афера. Беше тоа на 25. август 1903 година, кога во градчето Невеска, на Хискиот, односно општинскиот центар во Леринската околија, здружените лерински и костурски востаници со силен налет го разбија османлискиот гарнизон од 250 војници и го ослободија градчето. При тоа тие уништија телефонската станица, го истакнаа востаничкото знаме и запленија 40 пушки Маузер. Истиот ден во Невеска беше воспоставена народна управа. Меѓутоа, по неколку дена градчето беше реокупирано од османлиската власт. Ослободувањето на Невеска е еден од најзначајните настани во времето на Илинденското востание. Беше тоа на 25. август 1934 кога за првпат во историјата во селото Долно Количани започна школувањето на женските муслимански деца. Беше тоа на 25. август 1944 кога во селото Шешково, Кавадаречко, е формирана првата македонска дивизија на Народно-ослободителната војска на Југославија, во чиј состав влегоа втората, 9-та и 10-та македонска бригада. Командант на бригадата беше Тихомир Милошевски, а политички комесар Наум Наумовски Борче. Беше тоа на 25. август 1995 година, кога по широкото подрачје на Штип го зафати катастрофално невреме проследено со дожд и град. При тоа 4 го загубија животот од удар на гром. Беше тоа на 25. август 2015 година, кога Наставно-научниот совет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности го прогласи Мето Јовановски, легендарното име на македонскиот театар и филм, за доктор хонорис кауза, поради неговиот уметнички опус, големиот број национални и интернационални признанија, кои го издигнаа на врвот на македонската култура. На 25. август 1936 во Штип е роден Михаил Ренџов, македонски поет, прозаист и преведувач. Завршил правен факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, работел во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски како советник по библиотекарство, член на Македонскиот пен центар и на Друштвото на писателите на Македонија. Дел од неговото обемно поетско творештво се книгите Иселеник на огинот, Страв, Полноќ, Аутодафе, Вечната, Бесконечната, Јас Оксиморон, Псалми, Издишки, Јас Елегии, како и книгата Раскази, Раскази за Захарии. За своето поетско дело е носител на врвни македонски и меѓународни книжевни награди: Браќа Миладиновци, 11. октомври, Григор Прличев, Гран при Интернационал Романија, Златно перо, македонската номинација за наградата Балканика, Рациново признание и други. На 25. август 1938 година во селото Штрбово во Преспа е родена Неда Лозановска.
Во 1971 таа заминува за Канада, член е на литературното друштво Браќа Миладиновци во Торонто, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1997, авторка на книгите Молк, Напуштени дворови, Премолк, Моите мисли и зборови, Подмамка. Добитник е на наградата Иселеничка грамота. На 25. август 1961 во Куманово е роден Драган Илиевски. Завршил филолошки факултет во Скопје, работи во библиотеката Тане Георгиевски во Куманово, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1998, автор е на книгите раскази Потковица и Апокалипса, Креда, Двојната вратоврска. На 25. август 1944 година на планината кај Макчалан загина Нахмијас Мордехај Мордо Лазо, припадник на македонското народно-ослободително движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија, инаку евреин по национална припадност. Бил во раководството на работничката еврејска младинска организација во Битола од 1934-та. Пред војната одреден период живеел и работел во Белград, а по окупацијата на Вардарскиот дел на Македонија во април 1941 се враќа во Битола. Неговата куќа уште во тој период служела како еден од најважните и легални центри за престојување на партиските работници во градот. Во 1941 тој станува член на Комунистичката партија на Југославија, а во 1942 борец во битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев. Подоцна, Нахмијас Мордехај Мордо со партизанско име Лазо станал командант на баталјон во првата македонска бригада, а загинал како заменик командант на баталјон во 7-та македонска бригада. На 25. август 1994 година во Струга ноќта меѓу 25 и 26 август умре Владимир Петрович Бурич, светски познатиот руски поет и мислител, учесник на Струшките вечери на поезијата. Роден е во Харков, Украина во 1932. На 25. август 2013 по кратко боледување почина долгогодишниот спортски ракометен работник Ефтим Џигеровски. Тој роден 1947 во Струга. Ефтим Џигеровски со години беше тренер на сениорската екипа на Струга, а целиот свој живот го посветил на работата со млади категории спортисти. На 25. август 2018 година почина актерот Ванчо Петрушевски. Веднаш по завршувањето на високата музичка школа, одсек за актерски кадри во Скопје во 1975 Ванчо Петрушевски се вработил во Драмскиот театар во Скопје, каде неговиот талент го истакнал веќе во првата представа Ослободувањето на Скопје. Во матичниот Драмски театар и се пензионираше во 2016 но беше активен на сцената до последните години од животот. Меѓу неговите последни улоги е и представата Буре Барут во режија на Сашо Миленковски. Петрушевски е познат по улогите во голем број телевизиски емисии, радиодрами, филмови, представи, како Македонски народни приказни, хумористичната серија Хихирику, Ангели на отпад, Трствија Скопје, Срекна нова 49-та, Трето доба, Диво месо, Греф или Шприцер, Солунски патрди, Обстанок, Пресуда и така натаму. На 25. август 2022 година почина Невенка Кочовска, пејачка на легендарната група Мањифико, една од најпопуларните групи во периодот на 60-тите и 70-тите години. Последен пат Невена и Панче заедно со ќерките настапија во февруари 2017-та, кога со изведба на легендарната Мама Хуанита е одбележано признанието Златна бубамара за животно дело на ансамблот Мањифико.
Ансамблот беше формиран во 1959 и постоел со прекини се до 1990. Во текот на 31 годишното постоење настапувале во 37 земји на сите континенти, имале 3700 концерти и 600 добротворни настапи кои ги посетиле преку 7 милиони гледачи. Дискографската продукција е импозантна, 28 мали грамофонски плочи, 5 албуми, 4 аудиокасети, 1 видеокасета, 3 аудио компакт дискови и 1 DVD. Речиси сите продадени во златен или сребрен тираж. Радиостаниците емитувале 192 емисии со Мањифико, а на 16 телевизиски станици се снимени 140 получасовни и едночасовни шоу програми. Нивниот концертен репертоар е составен од 320 песни, најмногу од латиноамериканското и шпанското поднебје, но и од светски евергрини, како и македонски староградски бисери. Групата Мањифико настапувала пред председателот на Југославија Јосип Броз Тито, а неколку пати и пред дипломатскиот кор на тогашната федерација. Мексиканскиот председател Лопес Матеос, воодушевен од изведбите на Мањифико, им подарил комплет мексикански оригинални народни носии.